Веќе цели 25 години откако се занимава со шивачки занает. Сава Боневска од Струмица вели дека со голема љубов и трпение работи оваа работа. На самите почетоци изработувала фустани за нејзината ќерка, а потоа почнала да се занимава и професионално. Изработува уникатни фустани, венчаници, а долги години изработува и карневалски маски за струмичкиот карневал, како и за концертот под маски. Шијам долги години, околу 25 години шијам професионално, а за лични потреби претходно шиев и после така спонтано, непланирано, почнав и професионално да се бавам со оваа работа. Инаку сите моите први почетоци почна со шиење на ќерками, фустанчиња, сукни и после тоа се продолжи со роднини, другарки на ќерками и така прерасна во професионална работа да се бавам. Тоа започна во почетокот поединечни маски, почнав да правам и после почнав и групни. Сега повеќето работам групни маски. И тој период, јануари, февруари, секпат е резервиран за карневалот што работам. И мислам, има доста интерес, значи доста, мислам, сакаат желбите им се исполнуваат тука, кој што ќе си порачи се прави и така. Сава вели дека една карневалска маска може да се изработи за 1 час, а некогаш дури и за недела дена. Но повеќе време бараат маските за големиот карневал. Значи зависи од маската, има маски за 1-2 часа што може да се направи, а има и со недела време да работиш маската. Зависи што се бара. Тоа е, да кажеме, не може временски да кажеме дека толку маски за толку време се прави, не. Зависи од порачката. Сте шиеле и за големиот карнавал, дали може би за големиот карнавал маските бараат повеќе време за изработка? Да, бараат. И сите до сега, да кажеме, што ги имам спремено, се посебни стварно. Во овој занает колку се работи, толку и се заработува, вели Сава, која таа лично за себе вели дека има работа и заработува доволно. А на прашањето дали Боневска има наследник за оваа професија, таа вели дека интерес има нејзината ќерка кој и помага, а ја е моден дизајнер. А тука се и нејзините внуки кои исто така покажувале интерес кон оваа професија.